председателя. Повторно уште еден амандман кој што е за доброто на граѓаните. Овој пат, за разлика од претходниот, е за доброто на сите граѓани во Република Македонија. Односно и претходниот беше за доброто на сите, меѓутоа не беа толку засегнати. Ова е нешто што сметам дека досега многу пати требаше да се изгласа, меѓутоа нема некако слух од власта и ова е директниот виновник зошто имаме ние инфлација на цената на прехранбените производи, на сите останати, затоа што ова е нешто што директно влие на формирањето на цената. Што направија СДСМ откако се на власт во однос на акцизата и во однос на покачувањето на давачките? Јас извадив од една табела од регулаторната комисија што имаат тие направено во однос на ваквата политика. 1,2 денари зголемување на големо продажната маржа на нафтата, нешто што ја одредува регулаторната комисија по барање на овие, предпоставувам, на Јосифовски. Малопродажната маржа, додаток од 1,4 денари. Транспортните трошоци зголемени 0,25 денари. Акцизите Тевдовски кои што ги воведе 2018 зголемување за 3 денари плюс 0,54 ДДВ. Кризните акцизи Нина или Заев, не знам кој беше тогаш министер за финансии, еден период нели Заев ги тераше финансиите, уште едно зголемување 2020 година 3 денари плюс 0,54 или досега 9,93 денари по литар нафта дополнителни давачки. Само во периодот од кој е СДСМ на власт. И добро е што имаше еден предлог кој што за сега не е усвоен, 3,5 денари требаше нова еколошка такса да се воведе плюс 0,63 ДДВ, ќе дојдевме до 14,06 само по основ на зголемување на давачките за литар нафта. Сега, еден период, се сеќавам 2008-2009 кога имаше европска должничка криза, светска економска криза, кога сите скокаа дека им била нафтата скапа, и навистина им беше скапа, јас не велам дека не беше скапа, меѓутоа, највисоката цена во историјата на светската берза на нафтата е достигната на 3 јули 2008 година, 147,27 долари барел. Сега тогаш јас како што се сеќавам, бензинот и нафтата не помина трицифрена сума на средства, не помина 100 денари или се движа тука некаде. На денешната берза цената на нафтата 85,37 долари за барел. Ама видете ги цените, направете споредба од денес со тоа што беше 2008 година. Ке видите дека комплетно имаме неспоредливи цени, а имаме зголемени давачки и во огромен дел оваа инфлација се должи токму на ова, затоа што најголемиот инпут во формирањето на цената имаат горивата. Сега, во Република Македонија, ќе ви прочитам уште еден податок. 559.418 возила се регистрирани во 2021 година. Замислете, ако на сите 559.418 им се намали акцизата за половина, или 22 кај дизелот, 15 денари, кај бензинот за половина ако се намали. Колку ќе им се олесни на граѓаните, колку ќе им се олесни на стопанствениците. Од овие 559.418 возила, коли се 478, автобуси 2.900, товарни возила се 43.300 и влечни возила се 6.100. Оваму, каде што имаме автобуси, товарни и влечни возила, најчесто станува збор за возила кои што се потребни во панството. Или тука, да речеме, земјоделие, градежништво, останати индустрии, каде што навистина луѓето имаат потреба. Сега, ако вие нив не им ја намалите акцизата, дополнително сте им додале 9,93 во последниве 5 години, нормално да имаме ваква инфлација. Затоа што земјоделецот, ако плаќал претходно 50 денари нафта, сега плаќа 100 денари нафта. И нормално е тој производ кој што ќе го произведе, дополнително па имаат оптеретување и со ѓубривата, и нормално е тој производ да има висока цена. Но кај е најголемиот проблем? Во Република Македонија 65% од приходите во просек се трошат за храна.
Во Европската унија се трошат од 10 до 15%. Е сега, од кај семејствата 2/3 од приходите ги трошат за храна, ја купуваат дупло по повисока цена. А на сето тоа влијае ова. Дополнително на нафта имаме најмногу возила 320.524. Знаеме дека во градежништвото, во земјоделието, во останатите индустрии најчесто се користи нафта. Таму е 22 денари акцизата. Ако се намали на 11, замислете колку би биле попродуктивни стопанствениците и колку би имале помал инпут на формирањето на цената. Луѓе, ова не е за фрканција, ова е сериозно. И вие гледам дека планирате да соберете, речиси 500 милиони евра, само по основ на акцизи. Јас навистина не знам од каде. Вие во буџетот за 2022 година за акцизи сте предвиделе 28 милиарди 778 милиони денари. Во ребалансот сте виделе дека е многу помалку од очекувањето, па сте ги намалиле за цели 2 милиарди денари приходите од акцизи. Е сега, за 2023 предвидувате уште повеќе од првичната проекција за 2022, односно имаме тука зголемување за 8,5%. Јас не знам кој основ вие ја темелите вашава ваши очекувања, на кој основ вие ги темелите? Зошто мислите дека повеќе ќе се вози или ќе се троши за 8,5%? Тоа значи две работи. Или ќе има енормна инфлација, или ќе ги воведете нови акцизи, кои што требаше да бидат како некаква си нова еколошка такса. Нема друго. Нема друго. Не гледам зошто 8,5% повеќе би возеле луѓе. А од друга страна пак значи дека абер не да намалите нешто. И сега ќе се вратам на истото преска што го зборува. Вие џабе давате 750 денари на еден пензионер со ниска пензија, кога од друга страна не интервенирате во формирањето на цените на основните производи од кои што тој живее. Дајте интервенирајте во коренот. Знаете дека основата на инфлаторната спирала се темели на 2-3 работи. Прво, трговската размена, каде што сме многу слаби, имаме многу зголемување на дефицитот во однос на трговската размена. Втората е електричната енергија и третата е нафтата и нафтените деривати. Дури ова влие и на формирањето на цената на електричната енергија. Рек Битола не работи со роботи или сите останати. И таму има постројки, има машини кои што работат на нафта, работат на мазут, работат на останати течни горива. Е сега, она што навистина ме загрижува и ме зачудува е тоа што ја изедначивте акцизата исто така и на екстралесното масло со ова за нафтата која што се употребува во секојдневниот живот. Јас навистина не знам, меѓутоа вие треба да знаете колку, немам конкретна бројка, вие треба да знаете колку институции се греат на такво гориво. Е сега во време на криза дајте намалете таа акциза. Јас знам дека има поголемо загадување, сулфур моноксид и така натаму. Меѓутоа во време на криза некогаш и неконвенционални мерки треба да користиме. И сега вие од една страна велите ќе ја штитиме природа, ама од друга страна у буџетот гледаме дека немате намера да ја штитите. Па по други ставки таму за зеленило и така натаму за воздух, за останати загадувања гледам дека намалени средства. Решете се, или ќе работиме за животна средина, па ќе оставиме акцизата на екстра лесното масло во домаќинствата, или не работиме, таму дајте да намалиме. И пак ќе повторам, 559.418 возила во Република Македонија, ќе им се олесни транспортот, ќе им се олесни сообраќајот, ќе им се олесни се и се што, само со еден потек, доколку се изгласа овој амандман. Има од каде да се крати, имаме непродуктивни трошоци, имаме, како што кажав претходно, кога се налути еден колега, трошоци
онаму каде што самите министри велат дека нивните вработени се непродуктивни, дајте од таму да намалиме тие средства што биле за таму предвидени, префрлете ги на друго место, оваа акциза намалете ја за 50%. Така ќе го заштитиме стопанството, така ќе ги заштитиме буџетите на секое семејство и така на крајот на криштата ќе имаме една добра, надежна економија во иднина. Овака не гледам излез од овој начин на работење. Благодарам. Ви благодарам за